пишували негде на англиски нешто да прочитам. Не пишува нормално. Кој знае што е ова, луѓе? Па кажи ми, батен, што е, како да знам што е, да може ќе ме отруеш. Не знам ја дали гледате што се виси. Сега можете да видите. Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Конечно дојде видео за кое што верувам дека многу се радувате, а се радувам и јас, а тоа е пробување храна од Грција. Тие што гледа последниот влог и веќе знаат, беше најавено и видеа дека купив таму. Така што имам огромна кесава од Lidl, ама работи не се од Lidl, туку се од локално маркетче каде што бев сигурен дека повеќето работи се онака буквално грчки и денески и пробуваме. Тие имам многу, така што ќе гледам да одам и што е можно побрзо да видео да не ви трае 30 минути. Од самиот почеток ставете лайк ако сакате уште вакви видеа и субскрајбнете се на мојот канал, а сега одиме на пробување. Сега затоа што камерата е флипната, само ќе ја отфлипнувам кога ќе ви ги покажам работи. Така што прва работа ја имаме екстра corn snack with cheese вика. Знаете дека секогаш обожавам чиз и дека секогаш зимам вакви работи. Веќе изгледаат и мирисаат вкусно. Еве какви се внатре. Ова уште од сега осекам 10, значи без да пробам ова мириса предобро. Се што можеш да посакаш од ваква смока со чиз. Најто ние старите плави стоби флипска начо без со сирење, буквално такви се. Многу се добри. Ја обожавам се што е со сирење, ајде да не претерувам одма, ама ќе кажам 9. Може да биде 9, може да биде и повеќе, ама ајде да бидеме така построго. Фан. Се вика фан и има јаготка девојче. Ова предпоставам дека е некое густо сокче. Не знам дали сите луѓе во Македонија викаат густ сок за таков сок. Валја се вика густ сок, не знам. Пейпер цевка, што мене многу ме ежи. Пробуваме сокче, стробери, епл и грейп вика дека има. Се осеќа најмногу грейпот. Многу добро. Не знам по кои критериуми да оценувам и дали да оценувам по тоа дека да не замарам многу 9. Не знам. Ми се свига многу. Значи буквално немам појма што е ова. Внатре изгледаат вака. Буквално личат ко некои лепчиња. Едва се гризна ова. Но да нема никаков вкус. Двојка. Доста е. Испржен леп кој да си го оставил надвор да ти седи 6 дена и да се скамени скроз и нема никаков вкус, дури не појма немам што е ова, луѓе. Не читам ни ја што е ова. Traditional pasteli of Lefkada. Значи ова не е само од Грција, туку е точно таму на местото каде што бев. Таму го прават, ама ја појма немам што е ова. Не можам да кажам дека сум фан на вакви интегрални работи. Како изгледа не ми се допаѓа, ама ајде да видиме што ќе биде. За разлика од другото, барем можам да го гризнам и барем има некаков вкус. На што има вкус, немам појма. Има вкус кога да јадам несолената кекирика, би му дал 3. Малку е повеќе од другото. Ама верувам дека ако сакате вакви работи, дека ова би ви се свиѓало. Sparkling Orange Drink. Значи треба да биде ова некоја фанта од Walmart, од AliExpress, како и да нарекуваме. Сега ова што гарав пред последното ќе ми стои у уста 2 дена. Има вкус на прашина. Не знам дали тоа има некаква смисла. И не знам како тоа да го опишам, ама не е убаво. Ова е најлошиот газиран сок што го имам пробано во животот. Уште една 3. Има некаков вкус, ама не, ова е многу лошо. Следно земав некакви KitKat, што сигурно човек не се грчки. На кој пишува KitKat виган, ама се KitKat што јас ги видов прв пат во животот и се реков дека ќе направам исклучок за некои вакви работи што барем е купено од Грција. Сигурно не е грчко, ама реков дека 90% од работите ќе бидат грчки. Другите само прв пат ги гледам во животот. Ова е KitKat виган. Појма нема што да осекувам, ама осекувам нешто што не е благо само. Добро. Ова е буквално кога да јадеш нормален KitKat, само 70% помалку благо. Значи дуачка не е ни толку лошо. Седмица е добра оценка. Ајде средно да смениме нешто вакво. Имаме пак некои си грицки. Ова вика снекер, кој што може да видам. И пишува cheese and bacon. Gluten free. Исто така. Сакам кога нешто да се отвара многу лесно и убаво. Да ви ги донесам тука да видите како личат внатре. Личат вака. А вкус имаат
I've never had cheese and bacon. Oh, bacon on cheese hard. Ovo je mnogo dobro. Ovo je top. 8 od 10. Dobro je. Ова не ни преживела баш. Го смачкале многу други работи. Ова е ова. Ако се чудите што покажувам, рачунајте дека немам појма ни јас што покажувам. Личи ко да има желе, личи ко да е и нешто хелти. Не можам да прочитам се е на грчки, немам начин да знам што јадам. Ама со среќа, со Господ напред. Ова е и растечено и све. Камо, не види флегадно. Еј, ова е единствено купено у Lidl уствари. Ова го видов у Lidl дека го пишуваше со огромни букви Greek product и се реков ова ќе зеам неколку дена пред да ги земам други работи. Има вкус на портокал. Знаете дека ова може би алва? Гледај какво е. По алва со портокал. Мислам не е добро да ми биде над 8. Ама некоја 6,5 од 10 може да добие. Се што не е гадно, се радуваме. Вода, дај ми вода, ми треба многу вода. Многу се мешаат вкусовите и некогаш и не можам толку реално да осетам што е. Ова се мислам дека некакви се бомбони. И ова мислам дека исто така дека е левкада спешал, дека е правено левкада. Јас овие кога ги земав, мислев дека се некакви бомбони со вкус на, не знам што мислев, малина можеби некоја мислев. Сега мислам дека не е тоа. Ова го земав. Кој знае што е ова, луѓе? Пишува ли негде на англиски нешто да прочита? Не пишува нормал. Кога пишува traditional дека е нешто грчко, кога нешто е traditional, единствено нешто на англиски што пишува product of Greece. Па кажи ми батен што е, како да знам што е, да може ќе ме отруеш, кај знам што е ова. Мириса ако некоја многу лоша билка, што не можеш да ја поднесеш. Не знам ја дали гледате што се виси, сега можете да видите. Е тука на црна позадина најубаво може да видите. Ма нешто виси преку некој, ја бомбона ли е ова? Не се гриза. Луѓе, ја не знам што јадам. Ја не знам што јадам. Санта Матура се викаат. Личи ко да е бомбона. Пишувало ingredients: all almonds, sugar, natural flavoring и carmine color. Значи треба да има што беше алмонд, лешник ли беше? И sugar. It may contain peanuts and other nuts. Ој, стане многу помеко. Сега се гриза. Или не баш. Внатре имало лешниче кој ќе го изереш тоа другото. Многу чудно. Не можам да опишам подетално што е, али од чего е положил? Ова е 6 од 10. Имам уште скоро пола. Овие работи ми се омилени. Кога ќе видам некој грицки, затоа изназемав, ова се трети веќе вака грицки. Пишува Jumbo Snacks. Друго нешто пишува corn snack with cheese and tomato. Значи жими се не ги земав намерно чиз. Натре личат вака. Некоја форма има чудна. Како удира томатото, човече. Удира толку јако што буквално како да јадам, знаете оној домашен кетчуп што сега го дава да го јадеш што пица. Е па тоа е. Е многу добра комбинација. Сирење и кетчуп. Тоа е ова. Многу добро. Може би ми е подобро од овие првите. Овие беа 9, така да на ова ќе му ставам 9,5. Овие ми беа принудно ставени во корпа. Ја не ќе да ги земам. Пишува дека се rice cakes со white caramel chocolate, ама salted caramel. Овие работи ви се многу познати на тие што тераат здрава исхрана. Ризови галети или како се викаат кај нас, со солена карамела. Дали овие пример треба ги земам и ова да ми биде доручек. Не е лошо. Кога јадам чоколада со ориз. Буквално, многу добар вкус има карамелата, усвари. Ми ги надмина очекувањата, не знам, очекував нешто лошо, нешто нема да ми се свига. Значи карамела, ама не толку блага, ти удира на солено и многу добро. 9. Не се ни шалам. Колку повеќе јадам, толку повеќе ми се свига. Дури се размислувам и да му ставам повеќе од 9, ама нека биде 9. Ако идете у Грција да се ги земете. Следно е ова, значи вакви се некои стапчиња и ево на каква слика ги има. Не знам што треба значи сликата, дали треба да, пример кога си грицкаш, што има тука морков и сирење, овие да ти дојдат ко замена за леб. Виган се нешто. Ова треба да ви замени леб и има вкус на морков. Ова е леб.
Ги испокрчив забите. За разлика од другото што требаше да биде леб, оние најпрвите што беа многу тврди, ова не е толку тврдо и има барем вкус на морков. Не се осеќа премногу моркова, не знам дали е до мене или до стварно не се осеќа толку. Можам да се видам како ги јадам овие со некое убаво мезенце. За тоа што се наменети да бидат, им дадам оцена 7,5. Следно се овие. Вакви колачи мислам дека не постои човек што го гледа видеото да нема јадено слични вакви. Така да од прилика знаеме што да очекуваме. Треба да има и вкусна банана што ми дава уште поголеми очекувања. И многу добро мирисаат внатре. Уште пред да пробам, бананата одираше многу јако и еднаква мирисаш од 5 метри. Ова е топ. Значи кога сакаш да каснеш нешто благичко, а да не е толку благо, туку истовремено и да е некако освежително. Бананата толку е генијално ставена во ова, што ова е многу добро. На вкус е 9, ама ќе дадам 8 поради тоа што многу се трошат. Не знам дали е до мене што толку сум ги испокршил помеѓу работи. Ај нека биде 9, ќе го дадам тоа на моја кривица. Следно имаме некој си KitKat друг од AliExpress. Ова е валјда фул нивно нешто, не знам шо, али отприлика според сликата знаете што да очекувате. Со тоа што ова пишува дека е глутен фри, се стопило ова малце, ама еве како личи. Солидно, благо, а не толку благо. Мислам дека веќе ми е досадено дека изедов многу работи, ама пример да ми е само ова, ќе ми се свиѓа многу и ќе ми биде топ за кога ќе сакам да јадам нешто благо, така да 8. Овој пат дека се гледам на компјутер, не знам дали многу помалку гледав таму уствари у вас, ама тука сум. Се надам дека не пречи, дека гледав многу тука уствари. Следно нешто имаме некоја тетка што вика Ice Drink with Tea Lemon. Ова претпоставам дека е буквално Ice Tea, спакувано во лименка само. Ми беше интересен дизајнот и кога го видов ова на рафт одма го земав, а не сум некој фан на Ice Tea иначе. Споредено ова со ова тука, тоа што беше прелошо, го имаш ова, па имаш неколку места празно, па тука некаде доле дзирка ова, рангирано на некаква си листа. Не ми е ова нешто вау, зашто ќе кажав не сум некој посебен фан на Ice Tea, на ледени чаеви, како се викаат кај нас. Солиден вкус е барем. Ќе му дадам ја некоја сиете седмица, ако сакате Ice Tea ќе ви биде уште подобро. Остана уште последните две работи. Ќе одиме прво со чоколадата. Ова е единствена чоколада што уствари ми остави впечаток, затоа што има и некои богови или не знам што се на самото ваква, и веќе ви доближам што е можно повеќе. Ова личи кога да пишува дека 160 години постои вајда фирмата што ги произведува или самото чоколадо, немам појма. Коцките личат вака. Тврдо. Не знам како да го опишам, ама буквално онака кога ми прави да имам ладно во устата, ми доаѓа некоја свежина. Вкусот е темна чоколада на која јас не сум толку фан. Така да јас на ова ќе му давам некоја си 5. 5 од 10. И последното нешто што јас стварно не знам како ќе го отворам тука е ова. Јас обично на вакви тортички сум многу голем фан, ама мислам дека сега ова толку ќе се истроши и толку се уништило по пат што ќе направам тука лом, ама искрено имам големи очекувања. Еве ги внатре тоа како е, некако баш убаво личи и личи вкусно. Сега тука што го земам залчева немам воопшто онакво темно. Го немам црното, али ако сте јадале ваква, сигурно сте јадали кај нас. Исто е како нашите. Ќе штрбна малци од црното. Не е толку добро, ама 8 од 10. Солидно. Океј, тоа беа сите работи на број, колку беа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 работи валјда, ако некој не ми се крие нека. Скоро 20 продукти. Имаше многу коментари уште пред да го снимам видео дека Стеф те молам ќе одам у Грција, те молам побрзо вади го видеово.
да си имам таман предлог кога ќе бидам на одмор да знам што да купам од маркет, така да се надам, не знам дека многу луѓе одат на одмор таму, така да ете се надам дека видеово ви помогне нешто да си купите, имаше стварно вкусни работи, имаше и невкусни работи. Overall сум доста пријатно изненаден, очекував и положа, така да ова беше доста вкусно. Тоа е тоа од видеото, пишете ми во коментари која следна држава да барам некако храна да пробувам и како и секогаш ако сакате уште вакви видеа, лайк на видеото, субскрајбнете се на каналот и не се гледаме следното видео. Чао!